Добро вечер. Правдата влегува во суд. Затворањето на скандалот со агресивниот и насилнички упад во парламентот ја приличашата околу очекувањата дека во Македонија ќе имаме демократски пренос на власта. Во парламентот влегува јавни, но и тајни полицајци, но и насилници, маскирани, кои беа координирани од надвор, но и со логистика од представници на ВМРО-ДПМН. На 27 април Македонија беше на работа од прогласување воена состојба. Во Фактор магазин мој соговорник е универзитетскиот професор Елена Андреевска. Андреевска беше еден од кандидатите за државен јавен обвинител. Андреевска влезе во потесниот круг за избор на јавен обвинител. Со неа разговараме околу актуелната политичка состојба во земјата и особено по одлуката на лидерот на ВМРО-ДПМН да се повлече од председателската функција во најголемата опозицијска партија. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Професор Андреевска, колку квалификацијата дека станува збор за терористички акт е одржана? Прво благодарам на поканата. Колку е одржана, таа квалификација на крајот го содржи терористичкиот акт. Меѓутоа, сите оние действија кои што се опишани во самото кривично дело, поготово она и на друг начин, мислам дека содействува на действијата кои што се случија во Собранието на Република Македонија и добро е што ова доби почна со правната разрешница. Разрешницата ќе ја видиме со окончувањето на поставката, односно со правосудноста на одлуките кои што ќе се донесат во текот на кривичната поставка. Така да мислам околу настанот, околу ова што се случува сега, се крена голема врева дека е тоа реваншизам, дека е политички монтирано и така натака кон одредени луѓе кои биле се бореле за Македонија и така натака. Тоа е сепак кривично дело. Тие луѓе го сторија на очигледно целата македонска јавност, мислам, тој настан што се случи. Она што мене малку ме само зачудува и треба да има судски епилог сето тоа, секако, што самото обвинителство за организиран криминал во изминатите 7 месеци од се она учествува толпа како кривично дело, не превзема ниедно действие. Меѓутоа и никогаш не е доцна, еви сега после 7 месеци, битно е да навистина се да видиме што точно се случи таму, мислам видовме што се случи, меѓутоа кои се иницијаторите, бидејќи тоа е организација седи тука, не е тоа туку така. Кои биле потикнувачите, кои биле организаторите, извршителите на тоа кривично дело. Значи тука имаме еден повеќе кривични дела. Мислам, сторители кои што ќе одговараат во различно својство. Од потикнување до помагање, до сторување на одредено кривично дело. Како ја оценувате квалификацијата тероризам и дали тоа значи дека станува збор дека она што се случи во законодавниот дом е државен удар или обид за државен удар? Обид за државен удар, мислам стојам во тоа дека е обид за државен удар. Затоа што законодавниот дом е највисок дом во државата, како и секоја државна институција. И владата, и кабинетот на председателот, самиот председател како дел од извршната власт, како институција и така натака. Се работи за државна институција, влегување во државна, а поготово во парламент со кое јас не би сакала ништо да прејудицирам, треба да се почека судската развршница, сигурно имало во позадина некоја цел. Која што претпоставувам дека е поврзана со баш со оваа квалификација на државен удар врз системот и државата на Република Македонија. За мене квалификацијата, без да ги имам предвид кои се доказите кои што ги имаат сепак, тоа тек сега треба да го видиме во постапката, од се оние снимки што ги видовме, али ја верувам дека обвинителството има доволен број на докази за да имаат основано сомнение, не веќе основи на сомнение, него основано сомнение дека тие луѓе се одговорни
за тоа кривично дело, односно има основ да се тргне во постапка да се утврдува одговорноста или неодговорноста. Што ќе биде гаранција дека процесот кој што е започнат против лицата осомничени за инцидентот во собранието не е обид за реваншизам? Тоа треба да се следи со самата судска постапка и многу лесно може да се види. Имате посматрачи од меѓународните организации, претпоставувам дека ќе бидат присутни сите, мислам дека ќе бидат отворени дел од нив за јавноста. И тоа треба да се следи. Да се следи. И Вашингтон, второстепена постапка и така. И Вашингтон и Брисел изразија надеж и очекуваат брза разврска на и целосно расветлување на случајот во собранието. Знаете, ако има доволно докази, ја мислам дека има, треба да биде брзо. Може многу брзо да се. Све во прашање во судницата е тоа. Имањето на докази, прифаќањето на докази, судијата си е автономен во тоа да одлучува како кои докази ги изведе, колку докази ги изведе. Така да се зависи од докази. Тоа може брзо да се заврши. Ако си има доволен број на докази, се надевам дека има. Професор Андреевска, зошто имаше потреба толку време да помине после тој инцидент во законодавниот дом? Како сега одеднаш обвинителството и судиите стануваат ажурни, ефикасни? Тука е пред се работата на обвинителството. Знаете, обвинителството е тоа кое што треба да ги побара овие претходни истражни действија, се превземат, да побара мерка притвор и така натака. Малце сум изненадена што 7 месеци ништо не се превзема во однос на еден ваков стварно ужасен настан кој што се случи на 27 април во парламентот. 7 месеци се премногу за такво дело. Навистина се премногу. При барем доказите од камерите што си има, сведоци и така натака. И на крајот целата македонска јавност беше сведок на тоа што се случуваше. Па дури долго се чекаше за поднесување на обвинение за обид за убиство на председателот на Алијансата за еден село. Вие бевте кандидат за државен јавен обвинител. Прашањето ми е како преку ноќ и обвинителството и судиите да стана толку енергични, одеднашка, како судството да се ослободи од стегите? Се ослободи од стегите, знаете, со самата промена на власта се ослободи од стегите, колку што следам она неразумно разместување на суди, што е стварно неразумно, од суди и кривичари во прекршоци, од луѓе кои што работеле прекршочна постапка, да ги ставате во кривична постапка. Самото тоа беше едно стварно неразумно нешто. Бидејќи кривичната постапка е нешто сосема друго од прекршочната постапка и обратно. Некој што работел со години во прекршочна постапка тешко може да се најде во кривична постапка, поготово во основниот суд секаде, али основниот суд Скопје 1, Скопје и сите основни судови ги имаат ингеренциите за сите видови на кривични дела. Значи, од оној обичен криминал до најтешките форми на криминал да постапуваат и да изрекуваат казни затвор, вклучително со најстрогата, тоа е казната затвор, доживотниот затвор. Собранието изгласа одлука да им се одзеде имунитетот на 6 пратеници. Во меѓувреме, шефот на државата инициираше неколку средби со премиерот, лидерот на ВМРО-ДПМН, кој сега и веќе најави негово повлекување од председателската функција. Дали овие средби на шефот на државата со председателите на партиите е може би последен обид да се изврши некаков притисок врз судството? Видете, мислам, тоа не би смело да се случи. Судството треба да се остави обвинителството и судството заедно, заедно и одбраната. Секако тоа се трите сегменти кои што го прават, да го работат тоа на начин на кој што го предвидува Законот за кривична постапка и ништо повеќе од тоа. Тука не гледам потреба од мешање на политиката и не сме да се меша политиката. Мислам, еднашка треба да ставиме крај на тоа да судството и обвинителството и така натака бидат заложници да било која политика, односно структура која што е на власт во Република Македонија.
Не оди тоа преку ноќ, можда не е тоа едноставен и лесен процес, меѓутоа треба да работиме на тоа. Често пати, односно постојано се повикуваме на извештајот на Приве. Знаете, ако ги погледнете препораките на Приве, човекот, мислам, во првиот дел он ја констатира состојбата. Зборувам за судството и за обвинителството. Ја констатира состојбата каква е. И таа констатација доаѓа како резултат на тимови на луѓе кои што работат. Таа доаѓа како резултат на извештаите на Европската комисија, доаѓа резултат на Обединетите нации, согледувањата, на ОПСЕ и така натаму. Што е на обсежна. Сега, во предлозите, препораките кои што ги дава, он уствари ве упатува на она што вие треба да го знаете за да го направите. Да има независно судство, да има независно обвинителство, да има одговорност и на суди, и на обвинители. Тоа се меѓународни стандарди. Сега ние треба да ги знаеме тие стандарди, за да можеме да ги примениме. И во законите за кривична постапка, пред се во законот за јавно обвинителство, во законот за суди, во законот за судскиот совет, начинот на избор. Видете, Европската унија за државите членки и оние кои се претендираат да станат членки, познава два модели, зборам генерално, за избор на суди и јавни обвинители. Едниот модел е, и тоа, ако го зборам два модела, тоа се однесува на судии и обвинители во првостепените. Значи, во нашиот случај, основниот суд и основното јавно обвинителство. Тој систем, едниот се вика менторски систем и другиот се вика академски. Преку академиите, како што ние имаме академијата, да речам, за суди и јавни обвинители. Меѓутоа, изборот не го вршат ни академијата или завршување на академија, ако е тоа веќе поставено различно, не е како кај нас, ниту па менторите. Него се бара да тоа биде или виш совет во врховните судови, највисоките судови, или да биде Министерството за правда, односно Министерот за правда, тоа се треба државата да се определи за модел. Или да биде, кога станува збор за јавно обвинителство, во нашиот случај републичкото јавно обвинителство, не викаат државниот јавен обвинител, парламентот. Ние сме сега во процес на реформи на судскиот систем и на вистина треба да се оди чекор по чекор. Од каде треба да почне процесот на реформирање на судството? По мене, процесот на реформирање на судството, и тоа не е само по мене, него, видите, како според меѓународните инструменти, прв критериум да се оцени независноста на еден судија, се зборува за суди, меѓутоа и за јавни обвинители, понатака, веќе од 2008 година се прецизираат тие критериуми доста строго, е начинот на избор и начинот на разрешување. Што ќе рече, кој ве бира и кој ве разрешува. Самата процедура и строго одредени критериуми за избор. Дали со расчистувањето на тој црн четврток ќе се ослободи судството полека од стегите и ќе се охрабри да носи побрзи и поефикасни решенија, издржани решенија? Ја очекувам дека без разлика на ова, знаете, судството почнува да се ослободува и треба да се ослободи, тоа го рековме и обвинителството, и самата ова владеачка структура е така поставена, барањето од меѓународната заедница се тие, а ние сме свртени кон тие барања строго, како што гледаме да ги исполниме сите тие критериуми, така да мислам дека полека, но сигурно ќе зачекориме во еден процес кој што нема да биде оптеретен со страф или со некои стеги дека може нешто да се случи, да не останам судија, да бидам тргнат до некој друг дел или да не можам да бидам унапред. Меѓутоа во тоа многу помагаат и гаранциите кои што треба да се вградат во законот и во начинот на избор на судија. Преголеми ингеренции имаше судскиот совет. Преголеми ингеренции. Според вашите компаративни анализи со европското законодавство,
кога ќе може да кажеме дека имаме авторитетно судство? Судство ослободено од политички било какви влијанија? Тогаш ви велам, кога прво тоа ќе го регулираме, пример на пример во извештајот он вика, окей, нека остане академијата сега за сега и така натаму. Меѓутоа, нека остане начинот преку судскиот совет. Меѓутоа, он со тоа не ви вика да остане ваква состојбата. Да остане судскиот совет или академијата со вакви ингеренции кои што ги има сега. Из изборот. Затоа што викаме, тој систем, едниот менторски, другиот академија. И он само тргна тоа. Сега, како ние тоа ќе го решиме, тоа е веќе наша работа. Он тука остава на нас. А тука се тие стандарди кои треба да ги знаеме и треба да ги вметнеме во тоа. Многу малку се зборува за брзината на судските одлуки. Тоа се тие принципи: ефикасност, непристрасност, отчетност. Отчетност код кого? Кон јавноста секогаш. И обвинител, и ефикасноста на судството зависи од бројот на предмети, суди. Гледаме дека, мислам, она што слушаме, не сум таму, дека недостасуваат суди, недостасуваат доволен број на јавни обвинители и така натаму, и дека тука исто доаѓа до почење на предметите. Тоа треба да се направи една анализа. Знаете, ја кога бев пред многу години заменик општински јавен обвинител, ние имавме секој месец колегиум. И на тој колегиум беше пракса, не беше пракса на умора. Секој обвинител немаше компјутери, не беше ништо електронски, меѓутоа моравте да бидете салдо нула до крајот на месец. Сите предмети што сте ги примиле во текот на тој месец, дали е кривична пријава, дали е завршена истрага, друга беше малце процедурата, меѓутоа моравте да бидете да сте ги завршили. Тоа што ги немаше завршено, беше прочитувано. Господин Андреевска, каква е перспективата на специјалното јавно обвинителство? Видите, јас специјалното јавно обвинителство прво искрено би сакала да во парламентот се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство, да си ја заврши својата мисијата за која што е формирано, и мисија која навистина доста енергично ја досега истера со сите обструкции, на кој што наидуваше на секој чекор, така да во невозможни услови практично работеше и сработи она што го сработи, тоа го гледаме. Али сите овие и сега размислувања да биде дел од ова, дел од она и така натака, во тоа не гледам смисла. Меѓутоа, јас мислам, самото обвинителство, зборам државното и другите, треба веќе, ради видот на криминалот, ради формите на кој тој криминал се менува, од ден на ден, треба да имаме специализирани одделенија во самото обвинителство или кои што ќе бидат подреден вид на криминал. Од областа на екологијата, од областа на компјутерскиот криминал. Тоа се барат посебни вештини за сето тоа. Организираниот криминал, корупцијата посебно има, и посебни тренинзи се организираат и така натака. Така да мислам дека на Македонија ќе требаат такви луѓе, али кога збориме за најдобро е да се заврши таа мисија, она се формирана со една цел и да се овозможи да непречено ја заврши таа цел. А после тоа да се размислуваат за другите работи кои што веќе. Господин Андреевска, ви благодарам за гостувањето во Фактор магазин. Никола Груевски најави повлекување од лидерската позиција во ВМРО-ДПМН. Кон средината на месец ноември мој соговорник беше Христијан Мицковски, генералниот секретар на најголемата опозицијска партија. Мицковски инаку важи за еден од претендентите за наследник на Никола Груевски. Еве дел од тој разговор. Кој ќе го замени Никола Груевски на челната позиција? Мислам дека тоа е покомплексно прашање, бидејќи ВМРО-ДПМН е, како што кажав, најголемиот и најорганизираниот политички субјект во Република Македонија. Ако ме прашувате за моje мислење, ќе ви кажам и ќе бидам отворен и искрен, како што впрочем мислам секогаш како човек. Идниот претседател на ВМРО-ДПМН, доколку Никола Груевски замине од првата позиција на партијата, треба да исполни три основни пилари.
Првиот пилар или првиот столб треба да биде лик кој што ќе биде прифатен од базата, односно од членовите. Вториот пилар или вториот столб е да има позитивна перцепција во јавноста, да има позитивен рейтинг во јавноста. И третата, исто така, третиот важен пилар и третиот столб треба да биде прифатен од меѓународната заедница. Било кој лик кој што ќе ги исполни овие или приближно ќе ги исполнува овие три пилари, ќе биде идниот претседател на ВМРО-ДПМН доколку Никола Груевски замине од првата позиција. Нашиот интерес е Македонија и тоа е нациите нас, така што ние како политичка партија работиме исклучиво и за интересите на нашата отковина, тоа е Република Македонија. И тоа е нациите нас, тоа е над ВМРО-ДПМН. Дали Христијан Мицковски има лидерски амбиции да биде идниот претседател на ВМРО-ДПМН? Ви реков идниот претседател на ВМРО-ДПМН доколку Никола Груевски одлучи да замине односно доколку не биде повеќе претседател на ВМРО-ДПМН, треба да ги исполнува овие три критериуми кои што ги споменав пред малку. Вие ги исполнувате ли тие три критериуми? Не би било коректно јас да ги кажам тие. Сепак ние имаме органи во партијата кои што одлучуваат. Тоа е Конгресот, тоа е Централниот комитет, тоа е Извршниот комитет. Така што тие се телата во партијата кои што одлучуваат дали некој ќе замине од лидерската позиција или дали некој ќе дојде на таа лидерска позиција. Ваши блиски пријатели велат Мицковски има лидерски амбиции и доколку не биде претседател на ВМРО-ДПМН, тој ќе се повлече од партијата. Апсолутно нема да се повлечам од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е моја политичка опција уште во средношколските денови. ВМРО-ДПМН за мене представува структура која што е темел на државноста на Република Македонија. Моето минато и мојата иднина се тесно поврзани за ВМРО-ДПМН. Јас тоа впрочем го објавив во еден мој статус на социјалните мрежи, така што за мене како личност и како човек нема друга алтернатива во политичка смисла сем ВМРО-ДПМН. За формата и обликот на делување во рамките на ВМРО-ДПМН да почекаме да видиме што ќе каже иднината. Ова е седиштето на Агрокор, една од најбогатите корпорации на Балканот. Таа обединува моќни компании, особено во земјите како Хрватска, Словенија, Србија. Агрокор беше мегасистем чии темели се растресени. Вела дека Агрокор учествува со 10 до 15% од годишното бруто домашно производство. Овој стаклен облакодер беше символ на империјата на Ивица Тодорич. Хрватското судство барем не го апсење. Ивица Тодорич остана во Велика Британија. Вела дека живее во близина на кралското семејство. Ивица Тодорич од свекер до милиардер на Балканот, од транзицијски јунак во аграрот и трговијата со храна во Хрватска, до собственик на најголемиот регионален холдинг. Тоа е едно од последните транзицијски приказни на поранешните југословенски простори, со холивудско сценарио, да се стигне до врвот, но и да се соочиш со можен банкрот. Ивица Тодорич, син на социјалистички директор, стана синоним за бизнис лидер со формирањето на Агрокор. Дури сегашните противници признаваа дека оваа компанија беше перјаница на хрватската економија. Почетокот на создавањето бизнис империја во Хрватска започнува со татковинската војна. Ивица Тодорич стана миленик на ХДЗ и Фрањо Туџман. Со стартот на приватизацијата во земјата многу пропаднати фирми и индустријски капацитети му беа достапни за откуп. Тоа време од денешта дистанца го оценува младиот кривичар од Загребскиот правен факултет Александар Маршавелски, хрват со македонски корени, докторант на американски и германски престижни универзитети, кој за Фактор магазин вели: По 90-те години е познато дека ХДЗ се финансирал преку така наречени 200 семејства кои се створени како тајкунски семејства во процесот на приватизација на државниот имот, на државните компании. И тоа беше прв извор на финансирање. Значи, прво приватизација и после тие компании ја финансирале владеачка партија во тој период. Вториот извор на финансирање беше рекет на владеачка партија од другите приватни компании. Значи, беа оценети со инспекции дека ќе бидат казнети ако не финансират кампањите на владеачка партија. И трет извор на финансирање беше од другите државни фирми. Во 2000 години, кога Санадер ја превземе власт, веќе немавме толку тие тајкунски, многу тие тајкунски семејства присутни, само беше остана Агрокор со Тодорич и уште неколку компании, и тука тоа беше еден извор на финансирање. Агрокор секогаш ги финансирал главните политички партии во Хрватска, СДП и ХДЗ,
и тогаш никој не ги дирал за криминалот во приватизација. Агрокор со преземањето на ланецот на Меркатор во Словенија и претходното повлекување на српскиот ланец на производство и трговија стана империја со 8 милиарди евра годишен приход или 80% од годишниот општествен производ на Македонија. Пред 3 години прерасна во корпоративна империја во која беше достапен и банкарски кредит со речиси 2 милиарди евра доделен од конзорциум на чело со Сбербанк од руската финансиска империја. Градејќи бизнис со перманентни задолжувања, се покажа дека Агрокор должи на снабдувачите пред се кон банките околу 3 милиарди евра. Компанијата од 2010 година успеваше да ги фризира финансиските извештаи. Акционерите беа под постојана пресија да не бараат отчет за реалните финансиски состојби. Во еден момент акциите на некогаш престижните Краш и Лидо, што беа под чадорот на империјата на Тодорич, доживеа берзанско фијаско. Вредноста им падна на речиси 90%. Агрокор по своите симптоми во последниве години растеше како фирма, финансиска пирамида, понекогаш слична на некои српски холдинзи или на македонската штедилница ТАТ. Аферата првпат ја откри новинарот Дарио Јуричан, автор на документарниот филм Газда, во кој се прави анализа за империјата на Тодорич. Agrokor je, mi to svi znamo, bio povlaštena firma koja je država pogodovala u njezinom uspjehu. Očigledno je danas to na neki način došlo na naplatu. Što će sve izaći na vidjelo, ne znam. Ja nisam ekonomski stručnjak pa da mogu reći u ovom trenutku što je krivnja Ivice Todorića koji je vodio Agrokor, ali da je to bilo poduzeće koje je snažno bilo podržano od strane tadašnje države, Franje Tuđmana, HDZ-a koji je u to vrijeme vladao, a kasnije i svih drugih vlada do jučer, to je činjenica. I možda i nadam se da će tu van isplivati mnogi detalji koji bi nam mogli više reći o karakteru obnašanja vlasti, suradnje vlasti i gospodarstvenika u Hrvatskoj i o onome što mi svi znamo, a što je kao javna tajna. Ни кажа Александар Станковиќ, познатиот водител на ХРТ и култната политичка емисија Неделју у 2. За Тодорич вели дека бил сива еминенција на сите медиуми во Хрватска. Agrokor do prije godinu dana je bio neupitna firma. Niko je nije dovodio u pitanje. Onda se pojavio jedan čovjek koji je napravio dokumentarni film o Agrokoru, zove se Dario Juričan i taj film išao u nezavisnu produkciju i emitiranje ne u glavnim kinima u Hrvatskoj, ali u neovisnim kinima. I malo po malo istina o Agrokoru je počela izlaziti van. Ali šta? Tu istinu, odnosno tu priču koju je taj novinar napravio, nisu htjele većinom objavljivati privatne televizije. Taj, dakle, Dario Juričan koji je napravio film o Agrokoru nije mogao biti gost u najvećim privatnim televizijama iz jednostavnog razloga, zato jer je Agrokor financirao te televizije. Александар Станковиќ го снимивме во загребското предградие Света Недела, на 20 километри од центарот на градот. Тој ни зборува во рамките на проектот Контрасти, паралели и компарации во споредба со Македонија и регионот, што се емитува на Фактор магазин. Нашите согорници од политичката арена предупредуваат на бизнис спрегите помеѓу тајкуните и владеачките елити, особено Тодорич и неговиот Агрокор биле финансиери на владеачката ХДЗ, но и на сите останати партии во Хрватска. Наши согорници во Загреб беа Јадранка Косор, екс-премиерка на Хрватска, која со договорот за разграничување со Словенија го отвори патот на Хрватска кон Европската унија. Милан Бандич, 17 години градоначалник на метрополата, со своји пратеници, без кои тешко би се одржала владата на ХДЗ и Пленковиć. Би био добар тренутак за искористити, а боим се да неće, da sad ustanovimo sve činjenice kako je i na koji način raslo to carstvo gospodina Todorića, da se zaista utvrdi je li u tom procesu svih ovih godina proteklih bilo tko od političara u vladama ili na drugim mjestima utjecaju pogodovao tom rastu koji, kao što vidimo, na kraju se raspuknulo. To bi bilo dobro, to bi bio nekakav važan trenutak suočavanja od kojeg se može krenuti dalje. Ali se bojim da se to neće dogoditi. Kroz prizmu grada Zagreba nije dobro, jer je tisak i povezana društva, holdinga i grada i Agrokor sve skupa kad se zbroji negdje 101 milijon kuna dužan gradu Zagrebu. Ovih dana radimo intenzivne pregovore da tu imovinu, te novce spasimo i imamo dobre instrumente da čvrst stav da
to vjerovničko vijeće još jedno razmotri da gradu Zagrebu plati tih 100 miliona kuna, ukoliko ne žele biti grobari tiska. Ako budu želi biti grobari tiska, onda će ovaj tisak ugasiti, ali ja ne bih želio da se to dogodi. Prema tome imaju izbor ili platiti račun gradu Zagrebu ili grad Zagreb više neće raditi sa tiskom. A onda preuzimaju odgovornost da gase firmu od 300 ljudi. Скандалот со Агрокор ескалира откако ревизорските извештаи покажаа дека Агрокор должи близу 3 милиарди евра и веќе нема кредибилитет за револвинг задолжувања. Земи кредит за да вратиш доспеани долгови. Мокната руска банка Сбербанк има свое седиште во престижниот Стар град и центарот на Загреб и се обидува да обезбеди враќање на последниот кредит од околу 1,7 милиарди евра. Таа се противи на моделот на привремена управа и донесениот лех Агрокор, со што владата на Пленковиќ се обидува да се дистанцира од можните политички последици во односите меѓу Русија и Хрватска, зашто во Москва разговарале председателите Путин и Грабар. Agrokor je proizvod kroni kapitalizma koji se počeo stvarati još možda i prije 90-ih u Jugoslaviji, pa se nastavio kroz 90-te i toliko se ukorijenio u naše gospodarsko biće da je naprosto bez toga teško sad zamisliti nešto drugo. Nije samo problem gotovo 40.000 zaposlenih u koncernu Agrokor u Hrvatskoj, a u regiji ih ima i oko 60, nego je problem i svih onih koji su to omogućili, a sad dolazi opasnost da se oni razotkriju, do čega vjerojatno neće doći ukoliko rušenje cijelog sustava, njegova demontaža i prodaja bude kontrolirana. Кога во Загреб снимавме панорама за Хрватска членка на Европската унија и НАТО, бевме сведоци од парламентарниот двобој, дури и меѓу владините коалицијски партнери. Под наслов Досие Агрокор, зошто пропадна најголемата компанија на Балканот и македонски капитал подсетува на експанзијата на Агрокор и кон македонскиот зелен пазар, откако уште во 2007 година најави Гринфилд инвестиции, што беше прифатено од екс-премиерот Никола Груевски. Јас имав контакти еден период во неколку наврати со собствениците на Агрокор, и на моje прашање кога ги прашав зошто не влегуваат во Македонија, тие велат дека премногу е пазарот мал и премногу монопол постои веќе во Македонија во трговските ланци, пред се мислејќи на Веро и на Тинекс, и затоа не сакаа да влезат. Мислам дека овде има еден обид да се спојат со еден сегмент парфимерии во Македонија во една рана фаза на либерализација во Македонија на ова мало продажен пазар пред 10 години, меѓутоа тоа беше неуспешно. Она што тие го направија практички беше во Струмица откупниот центар што го создадоа, што беше Гринфилд инвестиција практички и не многу голема, меѓутоа тука не беше не беше стратегијата во мало продажбата да се влезе, туку во откупот на суровинската база од Македонија. Монструмот од компанија што го направи Тодорич беше толку голем што тој зависеше од добавувачи, меѓутоа од добавувачи на просторите на Источна Европа практички. Он од тука ја зимаше таа база за свој раст. Од Македонија, колку што јас знам, продава некои добавувачи према концернот Агрокор. Меѓутоа тие количини, имајќи го во предвид капацитетот на македонската економија и на нашите предпријатија овде, и не беа нешто специјално големи ставки во она што значи трговија на Агрокор. Овде повеќе заглавија добавувачите од Србија и од Босна и Херцеговина, каде што Тодорич ги имаше како стратешки точки за развој на неговата компанија. Аферата Агрокор ја тресе политичката сцена во Хрватска и берзата бележи пат на акциите во рамките на концептот контрасти, компарации и паралели. Продолжуваме со серијалот интервјуа, овој пат со градоначалникот на Загреб Милан Бандиќ. Јас сам тоа видео у Скопју, јас сам мислio да сам у Москви, ali onda sam shvatio da sam ipak u Skopju.
Овој 61-годишен шармер, но и контроверзен политичар е градоначалник на хрватската метропола 17 години. Му тече 6-тиот мандат. Стартуваше како кандидат на неговата социјалдемократска партија од времето на Ивица Рачич, па како независен кандидат, и сега има своја парламентарна група, од која зависи владиното мнозинство на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Загреб, трг Степана Радича. Седиштето на Милан Бандич. Милан Бандич, 6-ти мандат градоначалник на Загреб. Се кандидираше како независен кандидат, но со подршка од социјалдемократската партија. Својата кариера ја започна како дел од компанијата Ледо, што денеска е под чадорот на Агрокор. 61-годишниот политичар важи за харизматична личност, но и со многу контроверзии околу себе. Во 2002 година има направено сообраќајка во алкохолизирана состојба, обидувајќи се дури да го потплати полицаецот, но поради тоа се соочи со обвиненија. Против него се покренати речиси 250 кривични пријави, но никогаш не бил обвинуван. Господине Бандич, ви благодарам што издвоивте време за интервју за емисијата Фактор магазин. 6-ти мандат сте градоначалник на Загреб. Ja sam došao u Zagreb 74. godine studirat i tu sam ostao, savio obiteljsko gnjezdo i postao zagrebački gradonačelnik prije 17,5 godina. Obnašam trenutno, sad sam trenutno na početku 6. mandata, imam istu volju, motiv i želju kao i 1. svibnja 2000. godine kad sam postao prvi put zagrebački gradonačelnik. Tajna je u jednoj rečenici. Ljubav, ljubav i ljubav. Ja posao volim, ja volim ljude i ništa mi nije teško. A onda to ljudi prepoznaju i ništa drugo. Gospodin Bandić, kakva je vo Hrvatska, potočno vo Zagreb, aerozagaduvanjето? Pa grad Zagreb ima čisti zrak, hvala Bogu. Vodimo računa, mi smo 1. srpnja 2013. godine postali punopravna članica Evropske unije. Grad Zagreb, istinska evropska metropola i standarde određene koje smo preuzeli pristupanjem u klub 27-orice poštivamo. I dobro je da smo za stolom boljih ili istih kao i mi, jer od boljih uvijek čovjek može nešto naučiti. Što se tiče čistoće zraka u gradu Zagrebu i ekološke osvješćenosti, ja sam zadovoljan, međutim na tom tragu svaki dan možemo sve više raditi. Jer navike koje su stvarane desetljećima se ne mogu preko noći promijeniti. Ali mislim da smo na dobrom putu. Дали го подготвувате градот и целата жупанија за екоенергија? Pa mi iz našeg Jakuševca, na kojem je prije 60 godina su odložene prve tačke ili prvi kubik otpada, na kojem je trenutno sada instaliran 8,5 miliona kubnih metara otpada, proizvodimo struju od plinjavanja od 2 megavata. Prema tome sanirali smo Jakuševac, proizvodimo na njemu struju, napravili smo pročišćač otpadnih voda, investirali njegov mehanički i biološki dio investirali 300 miliona eura i sada smo pri početku realizacije treće sastavnice strategije gospodarenja zagrebačkim otpadom, koji u sebi sadržava prije svega Centar za gospodarenje otpadom koji će imati 2 sastavnice. Jedna je mehaničko-biološka obrada i druga je energana u kojoj će se najvjerovatnije metodom najmodernijom rješavati onaj ostatak od 25% otpada koji nakon reciklaže će se morati na taj način i zbrinuti. Prema tome, zadovoljan sam tempom i dinamikom tog rada, posla. Koncem prošle godine, točnije 31.12.2016. je vlada donijela plan za gospodarenje otpadom Hrvatske i mi smo sada na tragu da svoj plan donesemo do konca ožujka i da stignemo sve rokove koje trebamo i standarde koje treba ispuniti. Gospodine Bandić, hrvatskите граѓани велат дека Бандич го има насекаде во градот. Што сте вие? Надзорник или градски татко? Ma nisam, ja sam prvi, a zadnja sluga svima. Ja sam u biti poslovođa, ja sam šef orkestra, tima koji svako svira svoj instrument i to dobro svira. Jer moj posao je u biti da kao šef dirigent tog orkestra ili prvi, a zadnja sluga svima ili poslovođa grada orkestriran uspješno tim timom i zadobijem povjerenje građana da svaki put dižemo letvicu i napravimo nešto novo. Hvala Bogu, evo, tako je bilo
6 puta. Znate što ću vam reći? Prvi put dobijete, mnogi se varaju, misle da su pametni, pa prvi put dobiju zato što su pametni, što su nezamjenjivi i tako dalje. Bogom dani, ne. Prvi put se dobije 75 do 80% razlogom zato što su prije vas neko uprskao, bio loš. A 20% dobijete na šarm. Najviše 20% prvi put kad dobijete na obećanja i šarm. Drugi put morate nešto napraviti da bi dobili ono što ste obećali ljudima. Treći put da bi dobili morate napraviti više nego prva 2 puta. Četvrti više da bi dobili više nego prva 3 puta. Peti više nego prva 4 puta. A 6. put vam pređe malo u naviku. Ja sam sad u situaciji da mi to ne pređe u naviku pa se malo opustim. Onda kada se opustite, onda je to početak kraja. Čovjek kada pocijeni suparnike političke je početak kraja te političke karijere. A još je opasnije ako ih precijenite, onda je to automatski kraj odmah. U tom intervalu ili u tom rasponu da se nekoga ne pocijeni, a još manje precijeni, je formula uspjeha da čovjek može funkcionirati, da bude odgovoran i da ono što kaže ljudima izvrši. I to ljudi cijene. Možem da zabeležam дека градот е чист, дека безпрекорно функционира. Како успевате да го менаџирате и вака да се одржува? Ja priznam da sam učio od mojih kolega iz Evrope, koncem 90. i početkom 2000. godine prije nego ću postati zagrebački gradonačelnik, a sada sam nekim stvarima bolji od tih mojih učitelja ili profesora. Na to sam ponosan zajedno. Ponosan sam na to zajedno sa svojim sugrađanima. Imamo najčistiju evropsku metropolu, definitivno, ali imamo nešto još što nema ni dotle istančano, razrađeno i odgovorno nijedna evropska metropola. To je zagrebačka multikulturalnost, zagrebačka multietičnost, zagrebačka multikonfesionalnost i zagrebačka otvorenost i sigurnost. Hvala Bogu da je tako. Mi imamo sada porast preko 22% turista ove godine, za prvih 9 mjeseci, isto toliko noćenja. A najzaslužniji za taj porast tih turista, bez obzira od Koreje do Amerike, su upravo taj stil života, ta otvorenost i sigurnost grada, temeljena na multietičnosti, multikonfesionalnosti i multikulturalnosti. Ne daj Bog da nešto se dogodi na Jelačić placu, jedna petarda, ode nam sav turizam u zrak. Ne daj Bog. Mi smo 2 puta zaredom proglašeni kao grad sa najboljim adventom u Europi, a ove godine, 2017. smo proglašeni top turističkom destinacijom gdje smo ostavili za sebe metropole poput Rima, Pariza, Berlina, Beča, Budimpešte i tako dalje. To je na ponos, ja sam na to ponosan i to treba čuvati i njegovati. Od koji prihodi го одржувате budžetot na relativno stabilno nivo? Pa je da, ali ja vam moram reći da su ja sam za ovih 17,5 godina promijenio 7 vlada od 2000. do danas. Sve vlade su zagovarile decentralizaciju, a svaka ta decentralizacija, izmjena zakona kako se vlade mijenjale, je uzeto iz zagrebačke kase skoro 4 milijarde kuna. Mi bi trebali imati sad proračun negdje 11,5-12 milijardi kuna, imamo ga 7,5 milijardi kuna ili milijardu eura. Tako da sve vlade zagovaraju istinsku decentralizaciju prije izbora, ali kad dođu na vlast, onda od te decentralizacije ne bude baš puno koristi. Oni ubiru porez, one najizdašnije poreze, a to je porez na dobit, PDV, znači porez na potrošnju, carinu. A zadnja izmjena zakona o porezu na dohodak je gradu Zagrebu također vlada ova koja je prije godina dana i u kojoj ja participiram u Saboru. Ostaće grad Zagreb kraći negdje za oko 400 milijuna kuna. U konačnici uvijek uzmu tamo gdje ima, ne, a u Zagrebu bude malo, ali mi bez obzira na to što nam uzimaju, ne smijemo sjediti skršteni ruku, moramo raditi i nekukamo. Grad Zagreb se razvija, grad Zagreb realizira svoje projekte, grad Zagreb je odgovoran jer se domaćinski odnosimo prema onome što su naši izvorni prihodi. Hrvatskите граѓани велат Бандиш знае да игра со сите гарнитури, со сите досегашни, па и актуелната гарнитура владина во Хрватска. Pa nije tu Bandić toliko bitan, koliko je bitan grad.
Ne može se kvalitetno ili najkvalitetnije voditi glavni grad koji je by the way 40% gospodarskog potencijala Hrvatske, koji je politički, kulturni, gospodarski centar u kojem su smještene sve institucije ove zemlje. U biti on pola Hrvatske. On se ne može voditi bez suradnje sa centralnom vlašću. Imao sam jedan period za vrijeme vlade gospodina Milanovića, dok je bio premijer, nije bilo nikakvog kontakta i ne ponovilo se. Sad participiramo u vladi koja je obilježila neki dan, godinu dana. Imamo sada dobar kontakt sa predsjednikom vlade, imamo sa resornim ministrima i to je na dobrobit kako građana grada Zagreba i Republike Hrvatske. Nije teško predsjednik vlade može najkvalitetnije voditi državu ako nema dobar odnos sa čovjekom koji odgovara za pola Hrvatske u inim pogledima. Prema tome, sretan sam da postoji taj odnos korektan, partnerski i on ide svojom uzlaznom putanjom. Kapitalni projekti grada Zagreba i Republike Hrvatske koji zajednički se ne mogu razviti i realizirati bez te kvalitetne suradnje. Со групата Бандич и тројцата пратеници кои што ги имате, се одржува кревкото мнозинство на владата на Пленковиќ. Дали тоа ви дава можност да го оценувате и да ја покачувате цената на вашето учество во владата? Ne. Ja sam realan situacije u kojoj gradonačelnik grada Zagreba funkcionira i radi u gradu Zagrebu. Bez lažne skromnosti. Ja sebe ne vidim nijednom ministarstvu, a još manje da sjedim u Saboru poštujući najveću predstavničku funkciju, što je posebna čast svakom u Hrvatskoj, a 6 puta sam biran u Hrvatski sabor, kao i 6 puta za zagrebačkog gradonačelnika. Teško bi ja mogao sebe vidjeti u klupama u Saboru jer ja sam čovjek akcije, više operativan, kako sam rekao, poslovođa. Ali uz dužno štovanje prema svakom zastupniku i svakom ministru i pomažem da razvijajući grad Zagreb, partnerski surađujući sa resornim ministrima i vladom, omogućim brži razvoj, još kvalitetniji razvoj grada Zagreba, a onda, budući da je Zagreb skoro pola Hrvatske, onda i pola Hrvatske. I na tom tragu suradnja treba biti konstruktivna, treba biti partnerska, a nikako, kao što ste vi rekli, ucjenjivačka, jer to nije moj stil. Mi nudimo rješenja, grad Zagreb je rješenje, a ne problem, i ne bi željeli nikakav problem stvarati. Prema tome, jer nakon godinu dana i određeni još će se pretubacije dogoditi po mom sudu, jer treba imati još malo brojniju većinu, tako da se može lakše funkcionirati. Slučaj Агрокон, балкански корпоративен мастодон. Како гледате на овој корупцијски скандал? Ne znam, ja ne bih govorio o korupciji, ne znam još ništa. To je stvar u začecima. Ja samo mogu reći da nije dobro da se to dogodilo. Sud neka radi svoj dio posla, jer ima sam i sam iskustva slična i svoj slučaj. Mogu samo reći da svak radi svoj posao i vjerujem u institucije pravne države i trodiobu vlasti u Republici Hrvatskoj. Kada budem pisao političke memoare, to će biti jedan od značajnijih. Ti memoari će biti čitaniji u Hrvatskoj nego Churchillovi u Engleskoj. Kada ja to budem radio za 10 godina, kad odem u mirovinu, jer ja neću prije ići. Ja ne znam šta bi radio u mirovini, ali napisat ću te memoare. I ne bi nikoga prejudicirao, ne bi ništa prejudicirao, nikoga optuživao, samo mogu reći sljedeće. 55.000 zaposlenih u sustavu Agrokora je plod dugogodišnjeg rada i razvijanja Agrokora u kojem su sudjelovale sve vlade Republike Hrvatske od 90. do danas. To je jedno. A drugo, koliko je to propust subjektivni gospodina Todorića, njegove obitelji i menadžmenta na kojega on postavljao da radi, a koliko je plod objektivnih okolnosti, to će se utvrditi u sljedećem, one institucije koje to trebaju utvrditi. Svako za ono što je napravio krivo će snositi manje ili više posljedice i pustimo to, neka rade oni ljudi koji su za to zaduženi. Nije dobro da se to dogodilo, jer evo, kroz prizmu grada Zagreba nije dobro, jer je Tisak i povezana društva holdinga i grada i Agrokor sve skupa,
zbroji negdje 101 milion kuna dužan gradu Zagrebu. Ovih dana radimo intenzivne pregovore da tu imovinu, te novce spasimo i imamo dobre instrumente da čvrst stav da to vjerovničko vijeće još jedno razmotri da gradu Zagrebu plati tih 100 miliona kuna ukoliko ne žele biti grobari tiska. Ako budu želi biti grobari tiska, onda će ovaj tisak ugasiti, ali ja ne bih želio da se to dogodi. Prema tome imaju izbor ili platiti račun gradu Zagrebu ili grad Zagreb više neće raditi sa tiskom. A onda preuzimaju odgovornost da gase firmu 300 ljudi. Dosije Ivo Sanader, da li to je sinonim za korupcije ili politički zagovor protiv poranišnjat hrvatski premijer? Pa dobro, najnoviji slučaj oko arbitraže i sve ono što ide na svjetlo dana me stavlja oprez da također nepredicirani kao i za gospodina Todorića. Neka se odmota klupko do kraja, neka sud da pravorijek, pa ćemo na kraju nešto biti pametniji kad u pitanju gospodin Sanader. Ja nisam bio suradnik Sanadera, ni bliži, ni daljnji, ne bi ga osuđivao, a da li je napravio nešto što nije smio, to će se u sudskom procesu potvrditi ili demantirati. Zagreb ostana verena starata arhitektura. Neodamna bevte v Makedonija. Na što viliči Skopje? Pa dobro, Skopje se razvilo, ja sam nisam baš često dolazio u Skopje, bio sam ovo ljeto u Skopju i Tetovu sa prijateljem Zimo Redžepijom koji je iz Tetova, koji ima jedan od bliskih suradnika. Posjetio sam Alkaloid, posjetio sam, imao čast prije izbora posjetiti aktualnog premijera Zajeva. Interesantno mi je bilo čovjekom popričati koji je vodio Strumicu 2-3 mandata, bio gradonačelnik Strumice, čovjek koji zapošljava par stotina ljudi, proizvodi najbolji ajvar i pinjur u Makedoniji i šire. Jedan okretan, sposoban, mlad čovjek koji je ulio povjerenje, pa i novi gradonačelnik Skopja, ja sam osobno dao podršku i čestitao, a gradonačelniku Skopja i poslao poruku podrške sa Jelačić placa. Mislim da Skopje uz malo više truda, ja se nadam da će to sada i aktualni gradonačelnik, ako sam bio prijatelj i dobar sa starim gradonačelnikom, svaki novi čovjek koji dođe će napraviti neki novum ili će onda dobiti mandat 2, 3 ili će otići nakon tog mandata. Mislim da se radi o mladom čovjeku koji ima perspektivu, kao što i vlada. Vidim kako je satkana i po onome što sam razgovarao sa premijerom Makedonije, ulijeva nadu da će ne samo Skopje, nego ljudi u Skopju, nego i u cijeloj Makedoniji živjeti bolje. To je imperativ svake vlasti. Kako vi se gleda projekt od Skopje 2014? O ukusima se ne raspravlja. Očito oni koji su to radili imali su razlog da naprave, a koliko sam vidio da je to monumentalno i da je to koštalo dosta. Prema tome, treba pitati one koji su radili. Da li su pitali građane je li to prioritet ili nije u Skopju to bilo raditi ili je bilo prioritetnijih projekata. Tako da ne bi nikoga sudio, još manje konfrontirao, ali očito su imali ti koji su radili svoje razloge da to proguraju pod prioritet i naprave te monumentalne spomenike. Ja kad sam to vidio u Skopju, ja sam mislio da sam u Moskvi, ali onda sam shvatio da sam ipak u Skopju. Koliko i na kakav način Zagreb gi iskoristila sredствата od evropskih fondovi i za što se koriste? Pa mi imamo jedan hendikep, zato što grad Zagreb po svojim prihodima i standardu u neke stvari se ne može ni aplicirati, ni dobiti sredstva Evropske unije. Od 70-ak projekata realizirali smo njih 30-ak koji su teški negdje 450 miliona kuna, a sada za urbanu aglomeraciju apliciramo za 1 milijardu kuna projekata. S obzirom da dobar odnosi link sa resornim ministarstvom i vladom, uvjeren sam da ćemo to u ovom mandatu i realizirati. Кога разговарав со граѓаните во Загреб, велат Бандич е шармантен политичар, но го стедат и некои афери. Već vam bi opet odgovore kratko. Dobar konj ima 100 mana, a loš ima samo jednu. A znate koju?
neće vući. I konj nije konj ako se za njim ne praši. Ali mora se pritom vodi računa da se od prašine vidi konj. Gospodine Bandić, vi благодарам za razgovor. Hvala i vama. Ова беше новото издание на Фактор магазин, во рамките на контрасти, компарации и паралели. Изминатиот период бевме во Бугарија, Србија и Хрватска. Го проследивте интервјуто со градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Во минатото издание, мој соговорник беше поранешната хрватска премиерка Јадранка Косор. Пријатна вечер од мене и се гледаме за 7 дена во истиот термин, 20 часот и 45 минути.